А сега понеделнички еве не со првиот гостин во нашето студио, колешката Искра задолжена за разговор. Јас ке му посакам добро утро на Владимир Мирковски, основач и тренер на кошаркарскиот клуб ИБА. Прва меѓународна кошаркарска академија ИБА. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Сигурна сум дека вие немате проблем со станување рано наутро, со оглед на тоа дека го имаме спортскиот дух во себе. Така Ке разговарате за нешто што сигурна сум дека и гледачите ќе ги интересира за оваа академија. Искра, добро утро до тебе. Добро утро. И понеделнички се надевам Многу дека си во живи прекрасно среќни убаво сите, да. расположение И утринско. Владимир скокнал во 3 часот наутро. Од страв да не се успие, да. Не закасниме. Да, така што спремни ајде една во сме. релаксирана атмосфера, убав разговор да слушнеме, повелете. Ти благодарам, Слободанка. Да, добро утро до сите гледачи и од мене. Владимир Мирковски ова утро со нас. Освен што е тој тренер и основач на ИБА, тој е и поранешен кошаркар. Така. И професор во средното То физкултурно училиште. Но денес акцент ќе ставиме на ИБА. И почнуваме од таму. Што е ИБА? Дали е обичен клуб? Со оглед на тоа што велите дека тоа не е обичен клуб, туку е место каде што се живее кошарката. Така. Кошаркарската академија ИБА за прв пат е формирана и активна во Македонија од 2020 година. Служи за цел да покрај кошарката овие млади момци развијат и други вештини. Така да идејата за ИБА се роди во 2018 во Народна република Кина, поточно во Шангај, каде и ден денес се уште програмата на ИБА академија се спроведува во 10 основни училишта во Минхан дистрикт во Кина. Велите и други вештини, нешто што порано можеби не се обрнувало толку внимание на спортистите, затоа што било дека само да играат друго, не, но сега претпоставувам, значи комплетни личности сакате да направите. Така, воведовме еден новитет, значи НЛП метода, неуролингвистичко програмирање, Сме имале мотивацијски говорници кои што работеле по таа програма, да. Каде што покрај кошарката ете пробуваме на децата да допреме до младите, да развиеме и други вештини. Работиме на булингот, или актуелен кај нас, значи секој еден млад човек во училиште или на улица се среќава со некој одреден вид на булинг. Не мора ни на училиште, ни на улица, може и дома преку интернет, за жал, така. Да. Исто работиме и на сајбербулингот, значи преку една едукација на овие млади кошаркари да научат кој стои позади тие компјутери, кој се крие позади тие Facebook профили или Instagram, така да добијат една како да кажам можност и еден правец како да се развиваат понатака. Владимир, дел си, односно основач си и на оваа академија, но освен тоа имаш искуство и нели како професор во средното физкултурно. Како стоиме со таленти? Дали сме она плодно поднебе, што би се рекло? Па ние сме нели земја од поранешна Југославија. Секако дека има талент, имаме задржано дел од гените, така да мислам дека со поконцентрирана работа и со малце поголем простор да дадеме на младите, да им се даде шанса, дека може да искочат таленти, да створиме едни репрезентативци кошаркари, така да мислам дека само работа и ќе биде све како што треба. Тоа е едно од најчестите забелешки, да речеме, дури и лаиците што не се разбираме во спорт, гледаме дека како младинци, како мали, да речеме, спортистите бележат добри резултати, но после тоа нешто се случува. Што се случува? Дали со нив се случува или пак нашиот систем на препознавање, на понатамошна работа со таленти не е како што треба? Еве, мислам и понатака во разговорот ќе разговараме, ние соработуваме со Кошаркарската академија од Белград, поточно со Желјко Ребрача. Организираме заеднички камп, играме пријателски надпревари. Негдека докај 16 годишна возраст, нашите млади кошаркари дури се и подобри од српските. И после тоа? Од 16-та година до 18-та година овдека ние ги губиме тие таленти. Сега дали
не е доволна работа, недоволно инвестирање во младите, не давање шанса во сениорски тимови. Мислам дека негдека тука треба да поработиме и да промениме некои работи. Дали токму тоа е причината што ви имате специјално изработени индивидуални програми? И колку е тоа лесно или тешко да се изработи програма за секој еден играч? Кошарката е колективен спорт, али за да еден млад играч напредува, не може со час и половина или 2 часа во денот да стане кошаркар. Значи, мора да обрне повеќе внимание на таа индивидуална работа. Ние се трудиме да изработиме програм и да тренингот да го прилагодиме на тој индивидуален дел на еден играч, бидејќи покрај индивидуалната работа он мора да оди во теретана, значи да посвети некои 5 до 6 часа во денот за себе ако сака да стане кошаркар. Една од вашите основни цели е да имате во вашата академија, да создадете, односно во вашата академија, што е возможно поголем број на репрезентативци. Сте успеале до сега? Колку ги има? Нашата цел да не се резултатите, нели, да сега, не знам, освојуваме први, втори места, нормално со напорна работа тој ќе дојде. Нашата основна цел е да, како што кажавте, да имаме што поголем број на репрезентативци. Оваа година сме горди на таа прва наша селекција, 2009. Имаме 6 репрезентативци. Јас сум и селектор на таа репрезентација. Имаше еден проект, Федерацијата го организираше. Од 12 години се почнуваше, се собира овие млади кошаркари, се селектира, заедно се вика до 16. Низ 4 годишен филтер да успееме да дојдат тие млади кошаркари до таа репрезентација. Во моментот кај нас во клубот имаме 6 репрезентативци, на кои сум особено горд и ми е драго, и се надевам дека ќе стигнат до репрезентација и гордо ќе го носат дресот на Македонија. Кои се, дали тоа е едно од клучните достигнувања на клубот до сега? Или имаме и други? Во моментот сме насочени, нели, да ствараме што повеќе репрезентативци. Имаме и организација на кошаркарски кампови на Златибор, како што кажав. Припремаме сега еден шоукейс кај што ќе разговараме подоцна, кај што ќе дозволиме на овие млади таленти да пробаат да направат кариери во странство, да добијат спортски и академски стипендии во странство. Добро, а обратно од достигнувањата, кои се најголемите препреки со кои што се соочува клубот, односно академијата? Најголеми препреки во моментот... Стандардните болки наши? Спортските сали, затоплени сали, нормално условите за работа колку што ни дозволуваат и колку што можеме и ги решаваме вод и се справуваме со тие проблеми постепено. Добро, кога сме кај локациите, започнавте во општина Карпош. Така. Сега од септември и во Ѓорче. Имате планови да се ширите, претпоставувам? Нашата база е Карпош. Сега од оваа година, школска година, се ширим и во Ѓорче Петров. Имаме намера и во другите општини, но за сега ќе останеме само тука. Започнавме еден кошаркарски караван. Беше пред 2 недели се одржа во Штип. Едноставно да ја расшириме кошарката малце низ Македонија, да помогнеме колку што можеме на спортските клубови преку едукација, тренерски работилници и на тие млади кошаркари да им дадеме еден поинаков тренинг. Претпоставувам на тој начин го зголемувате интересот. Каков е тој? Точно за кошарката конкретно. Па мое некое размислување е дека кошарката во моментот е кај младите е спорт број 1 кај нас, бидејќи се повеќе млади кошаркари сакаат да тренираат кошарка, салите се преполни, сите спортски клубови имаат деца, така да мислам дека интересот за кошарка е доста висок. Од која возраст имате деца? Кошаркари, да речеме? Па имам 2 програми, едниот е мини кошарка или мини баскет, кај што се запишуваат деца од 5 до 8 годишна возраст, кај што топката е помала,
кошот е понизок, значи све е прилагодено според возраста на тие млади кошаркарчиња. Нели нормално е секое дете кое ќе дојде или кое ќе стапне на терен, негова желба е да постигне кош. Така да мораме да ја прилагодиме кошарката према нив и тие се и нормално другиот програм е за овие малце по напредни нивоа, кај што веќе си влагаат во селекции 12, 14, 16, 18 и сениорски тим. Дали таа возраст од 5 до 8 години е возраста која што ја препорачувате да се започне? Од 5 до 8 години таа мини кошарка се работи повеќе на моторика, основни елементи, да научат децата да трчаат, да тапкаат со топката и тоа е да не дремат дома. Да, пред телефони, пред компјутер. Тоа е еден вид на игра. А веќе од 14-та година почнуваат малце да се занимаваат посериозно со кошарка, од 16-та година веќе влегуваат во, да речеме, некои полупрофесионалци кај што треба да го зголемат интензитетот на работа и да дадат максимум. Вие ни испративте и фотографии, секоја си е своја приказна, така што ќе ви оставам да ги прокоментирате. Ова е делот кога настапував за кадетската репрезентација на Македонија. Еден интересен период. Ако може да се врати фотографијата за да го пронајдеме Владимир на сликата. Јас сум доле тука во ќошот. Доле десно во ќошото? Да. Добро. Репрезентативец, значи Так. Така, добро. Се уште со овие момци се дружиме, има тука успешни политичари, бизнисмени. Сите 10 се друг пат успешни ќе во ги своето озборуваме тогаш. Ова е дел од мојата едукација во Србија, значи еден од најголемите имиња во југословенската кошарка, господинот Ранко Жеравица, кој што имав чест и задоволство да учам и да работам со него. Ова е дел од Кина, што разговаравме, значи тука Да, малце повеќе ќе зборуваме подоцна за престојот во Кина. International Basketball Academy, овдека се формираше. Ова е FIBA Europe Coaching Certificate, дел од едукацијата на FIBA, каде што на секои 3 години 1 до 2 тренери од државата може да присуствуваат. Тука се големи имиња како Ненад Трунич, Светислав Пешич, Ари Шивек и останати еминентни тренери од своите држави. Ова исто во Кина, да Ова е во погодиме, Кина, да. да се гледа, да. Овдека се тие млади талентирани кошаркари, 6 репрезентативци, на кои што сум јас особено горд. И мислам дека се ови нината на нашиот клуб и нината на кошарката. Кошарка? Да. Одлично, ќе ги гледаме, значи добро. Тука господинот Желко Ребрача, веќе 4-та година соработуваме заедно преку организација на летен кошаркарски камп на Златибор, тренерски работилници во Скопје. Ребрача доаѓа со неговиот тим на тренери тука, така да нашите млади кошаркари родители имаат шанса да се запознаат со нивните квалитети. Да, мислам дека на гледачите им е добро познато името. Јас само да не успевме да споменеме од почеток дека Владимир денес ќе додели на 5 гледачи кои што можат слободно да се вклучат во режија, да ги остават само своите податоци, не мора да се вклучуваат во емисија и за секој еден од нив по 5 бесплатни тренинзи ќе добие. Така, да. Значи почнувајќи од сега може да се јавите за која возраст може да се јават, да се пријават? Да речеме 5 до 15 години. Да, што значи некој повозрасен ќе се јави или за своето дете или за своето внуче. Да потсетиме дека тренинзите може да бидат или во Карпош или во Ѓорче. Во општина Ѓорче Петров. Владимир, секако јасно ти дека ќе ти искористам малку околу твојот престој во Кина. 4 години беше таму, Да. така 2016 до 2020. Ајде прво како воопшто дојде да појдеш до Кина и зошто отиде таму? Во Кина отидов, да не речем случајно, преку истиот камп на Златибор, каде што соработував со кошаркарски тренери. Мој пријател беше во Пекинг и едноставно ми даде до знаење информација дека се бараат кошаркарски тренери. Аплицирав, ја добив работата и 2016 прв пат отидов во Пекинг, компанија со преку 50 странски тренери, која ги обучуваше тренерите за тој пазар и потоа
ние како тренери одевме и отваравме други градови, ја ширевме кошарката низ Кина. Треба да прашам, ајде да се бидеме да направиме некаква споредба, дали воопшто имаме допирни точки, бидејќи ти си овде дел од нашиот образовен систем, таму си имал исто така можност да бидеш дел. Има ли некоја допирна точка? Затоа што мора да признаеме дека не само многу малку воопшто ништо не знаеме за тоа како функционира образовниот систем во Кина. Покрај кошарката, јас во Кина бев дел и како професор по физичко. Значи истото што го работиш и овде? Да. Сега да ја видиме разликата. Разликата според мене е огромна. Прво од редот и дисциплината на самите деца. Едноставно системот е многу поразличен. Во 7:30 наутро пред да дисциплина родителите претпоставувам, затоа што родителите пореметуваат се. Во Кина родител во училиштето не сме да влезе. Значи го оставаш детето напред, дали има картичка, дали со лице ставаш, се отвара рампата и детето си влага во училиштето, си влегува во училиштето и родителот го остава и си оди. Значи нема никаков контакт нити со наставниците, нити со директорите, нити со останатите деца. Тоа е една работа. Друго, наутро, пред да започне наставата, секој дете има јаже и првин се скока на јаже, но 3-4 минути, па се прават некои вежби, за да се разгиба телото, да. А преку него и умот. Така, и потоа започнуваат со настава. Имаат услови за работа, секој дете има топка, реквизити, значи едноставно тоа е нешто што нив ги прави многу поразлични од нас. Треба да прашам колку дали вложуваат во спортот? Вложуваат премногу. Премногу се вложува во спортот. Што од сето тоа што го видите 4 години таму, ти како овдешен професор, кога би имал можност, би применил во нашето образование, или конкретно да речеме во средното физкултурно, да не одиме понатаму? Па не знам колку нормално и можностите кај нас дозволуваат да се применат некои работи. Пред се би промениле во инфраструктурата, значи во спортски сали, атлетски стази, нели нормално ние како спортско училиште треба да имаме сите тие неопходни работи за да можеме да одржуваме наставата и да тие имаме репрезентативци кошарка, атлетика, пливање, најдобрите спортисти во моментот се во средното физкултурно училиште. Ние како училиште мораме да имаме услови за да ги надоградуваме тие млади репрезентативци да постигнат уште подобри резултати. Така тие се некои работи што би требало ние да ги промениме ако сакаме да имаме подобри резултати понатака. Да ги посетаме се уште еднаш гледачите дека може да се јават во режија, да ги остават своите податоци, дека ќе добијат 5 гледачи по 5 тренинзи. За самиот крај ќе ни остави Слободанка уште неколку минути затоа што имаме еден важен настан да ги поканиме, така му доаѓа, ќе се случува на 28 септември во Јане Сандански, станува збор за шоукейс. Прв пат кај нас, така што ајде прво да најдеме некој посоодветен термин да го доближиме до гледачите, како би го превеле најблиску кој термин да го одбереме за шоукейс. Ова е настан каде што млади талентирани кошаркари кошаркари сам. Кошаркари. Започнуваме со кошарка, а понатака ќе го расшириме и во другите спортови. Со најдобрата српска агенција Pro Futuro за доделување на академски спортски стипендии во Европа и во Америка. 24 кошаркари на 28 септември во спортскиот центар Јане Сандански од 12 до 14 часот ќе можат да ги покажат своите квалитети, каде што овие еминентни тренери од тие сите средни училишта ќе можат директно да се уверат во нивните квалитети. Од 14 часот ќе се направи презентација за родителите, значи еве ги повикувам сите заинтересирани родители во 14 часот во конференцијската сала во Јане Сандански да дојдат да се запознаат со проектот, да си постават прашања. Значи, може да биде за фудбал, машки, женски, одбојка, машки, женски, кошарка и другите индивидуални спортови. Во моментот тоа
опфаќа за спортски и нормално има и академски стипендии кај што и одлични ученици можат да добијат шанса да се школуваат надвор од нашата земја. А колку мина ќе добијат стипендии? Во моментот тоа е програма каде што родителите едноставно пристапуваат и нормално понатака агенцијата го бара соодветното школо, дали некој сака да учи повеќе, помалку да спортува, некој Значи, сака повеќе да неограничен да. број може да добијат стипендии, нормално квалитетни ученици, одлични ученици и добри спортисти. Што значи 28 септември во Јане Санденски во конференциската сала сите оние кои што сакаат да се напреднат малку, да речеме, децата и да евентуално да излезат малку од рамките наши, да дојдат, ако ништо друго, барем да се информираат. Така. Владимир, дали опфативме горе-долу се што требаш или имаме уште нека информација што би сакал да ја споделиш со гледачите? Мислам дека да, и да оставиме нешто за следниот пат. Нормално. Ви благодарам. Ви благодарам и јас многу вам. Слободанка? Имам едно прашање. Повелете. Со оглед на тоа дека во мојот дом се следело многу кошарка, ме интересира еве кои кошаркари ќе ги издвоиме од бившите југословенски простори или на светско ниво? Според за мене, бидејќи сум имам шанса да соработувам со него, Жејко Ребрача е еден од тие центри, врвните кошаркари. Тука би го извел и Александар Ѓорѓевиќ, Предраг Даниловиќ. Во висината мислам дека не беше нели нешто многу горе доле сите кошаркари се. Ама беше фаца. Ама да, токму така и многу интересно. Други? Од нашите простори Перо Антич, Тоше Гечевски, Врбица Стефанов, Петар Нумовски, Дејан Јовановски, значи Марче Србиновски, ако може заборам некој да не се љути, значи од Гостивар, така? Да, тие се ги знам и наши еминентни кошаркари. Можеме некој женско да споменеме за зошто да не? Да. Па женско у последно време. Слабо. Значи треба се поработи на тоа. Да. Благодарам на одговорот и се согласувам. Повелете, ќе се видиме повторно подоцна. Ќе се видиме повторно. Секој добро и многу успеси посакувам. Благодарам.